Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодевска-Спасик и Ненад Јургиевски. Добар ден или вечер, до душа ден е веќе, да, се прошири денот, пролет, односно дојде лето, ништо точно не кажувме, но она што нормално е заслужно за целава ова збрка која што ја направив е времето. Временските услови, да не речам многу топлото време, кое што денеска бога ми влијаеше на се. Да. Не знам, Тоша, вие како со Габи успевате и покрај топлото време и редовни тренинзи да правите, но сето тоа и многу повеќе ќе откриеме денеска во нашите емисија. Имаме интересни гости, така што останете заедно со нас и уживајте каде да сте. Верувам малку на климатизирано. Да. И онака демак излегуваат, така? Демак излегуваат. Ја викам демак, вика и ти сега. Никој како? Габриела Зафирова и Тоша Зафирова! Па не ја обично аплаудирам. Добре, тајде, немаме време, имаме толку многу што да кажеме, луѓето се вратија од Дубај, па се гледав еден подготвува рил Тоша за тамо, надпревар. па тоа, знаеш како, да спусакаш да си Габи. Разбираш? Зошто ли? Добро, мислам, од женски перспектива, ти на добро да посакаш и да си Тоша. Како сте прво, како сте? Одлично, супер. Како се справувате со скопскиве горештини или некако нормално се дојде во Дубај, како беше температура? Па горе доли исто како тука, така да супер, одлично. Нас ни е добро кога има сонце и кога е лето и топло, малку зимно сме позаморливи, али летно време ни е. Сакаш лето? Да, па и вчера на пример цел ден на базен си лежиме, си уживаме, сонце сакаме, така Да. Не ни смета воопшто. Браво. Добро, а со вежбањето, да речеме, или со годините тоа се занемарува? Некако, дели, да убива топлото? Па не, Се тоа уште се е треба во да главата и некаков изговор. Ние наутро одиме на водно, е свеже, убаво ше сипол, попладне сме во теретана, така да нема проблем с тоа. Оние што работат цел ден на згради или што да кажем. Не јасно, но... И плюс јас сум дете од село кој дојде по нивите, имам работено како млад многу до 14, 15, 16 годишна возраст и сонцето веќе нема ми смета никако, веќе сум се навикнал како мал. Моите родители размислувале за мене дека една ден ќе имам светла иднина. Нагоре да ми го спремале моето тело. Видиш како? Друга ми Тоша се навикнал. Ти како ти влијае топлово? Па јас како него морам да се навикнувам така да е исто што он Што така да правиш, Морам да ми пречи, ја викам не ми пречи, како вика Тоша звие до главата. И готово толку. Не пречи, а? Не воопшто, да. Добро. Така знаеме дома да се разладиме, друго е во домашната сфера. Јасно. Така е. Тоша, се подготвувате, ти се подготвуваш или со Габи за некаков надпревар? Не, се подготвуваме заедно сите, јас и Габри, и за прв пат и нашата черка Ангела, така да ќе бидеме први некој фамилиарно кој што учествувале на вакво големо надпреварување како што е Мистер Олимпија Аматер, така да посебно сум мотивиран оваа година и ајде да кажем, уште еден мој сон ќе ми се оствари заедно со нашата черка и со Габи да излеземе на такво големо такмичење. Сепак, како родител, заедно да дочекаш со своето дете да излезеш на такво такмичење и да успееш толку години да бидеш во тој спорт е сепак голем предизвик и успех. Навистина сум горд на сето тоа. Кога е? 30 и 31 август ни е првото такмичење во Букурешт, здравје се ако видеха што треба, планираме во Америка да одиме на Мистер Олимпија во Лас Вегас. Опа, убаво. Скромно. Кога, што се однесува до кирката, веројатно не ја натиравте познавајќи ве обајцата. Како одеше тоа? Кога таа ги покажа првите? Никогаш не сум ни помислувал. Некога рече таа сакам да одам во Па некаде почна на 16 годишна возраст. Не секогаш таа доаѓала секогаш на такмичење со нас, го гледала сето она на пример и како се спреаме, како јадиме. И она што е доброто и лошото. Сепак има некоја лоша страна која што нема кој трпни диети, треба да ги издржи. Да. Најпрво изрази желба да почне да вежба, потоа изрази желба да почне помалку да работи во теретана. И првите зборови беа јас одлучив да се спремам за такмичење, но на самиот надпревар, ако не сум доволно спремна, нема да излезам на биде. Во ред, рекол, твој избор. Јас знам дека ќе бидеш спремна, знам каков карактер си, така да навистина ги издржа сите подготовки. Што значи подготовки? Па значи дека повеќе од 3 месеци не сме, освен она што е напишано, ако има доручек 5 белки и
30 грама броколи, освен тоа не смее ништо да јаде. Ако има за ручек 100 грама пилешко, срцето 100 грама пилешко, например, една краставичка не смее ништо повеќе од тоа да јаде. Ручек? Да, значи тоа сето го издржа. Тој сето цел процес исто така по 2 пати во денот да тренира. Збориме девој 16-17 годишна возраст, кој што сепак е мала, кој што сепак има потреба нели како сите други да касни и сендвич и чоколадо, никако таа не сакаше да помисли некојаш и мајки знае да и даде да и каже нешто касни. Не сакаше и така направи голем успех на тие две надпреварувања и има генетика добра. Мислам дека има некоја иднина во тој фитнес, а и свет да кажем. Така да ќе видиме здраве, нека чува само Господ нек не биде жива и здрава, тоа најважно од се. А тоа е нејзин пат, она како мислат понатаму, ние сме само да ја дадеме поддршка овде сите. А има некаква конкуренција, водноста конкуренција, кои се најдобри? Има најдобри, помалку добри или Мистер како? Олимпија е едно од најголемите, најпрестижни такмичења во светот. Тоа е такмичење кое што датира од далечната 65-та година. Господинот Арнолд Шварценегер се има надпреварувано таму и многу легенди на бодибилдингот, така е големо надпреварување, голема конкуренција таму. Има предквалификации, па полуфинале, од целиот свет буквално има таму. Сега намерно го прават и во Европа мистер Олимпија Аматер, за да можат и во луѓе од Европа, бидејќи некој има проблем со визи, некој има проблем со скапи авионски карти. И овде, но во Америка, буквално претежно има поголем дел и од Америка, и од целиот свет, што е. Така да е само во мојата категорија во Америка, кога бев, имаше 75 такмичари. И сега од 75 такмичари треба да успееш да влезеш во полуфинале, во топ 15, па во топ 10, во топ 5, па да земеш медал, што е навистина стварно голема конкуренција, но најголем предизвик што сме заедно во ова. Што заедно целиот процес го поминуваме, заедно се спремаме, заедно вежбаме, сите заедно јадиме се, бодриме се, помагаме, во теретана заедно сме таму сите, така да тоа ми е, може да кажеме, најголемиот успех и тоа ми е благослов од Господ. Дадено да уживам во ова, бидејќи малку луѓе има што вежбат, што го сакат, што го работат бодибилдингот, да го доживеат ова и да го работат заедно со своите, така да. Со своето име. Да вратам малку само, нели зборувавме за почетоците на кирката, кога е најубаво време да се почне во теретана? Во однос на процес да оди на надпревари? Не на надпревари, него да вежба, да, за раст и развој. 13-14, не само мали? Не, мала бидејќи порано имал некој мит, ако вежбаш нема да пораснеш истично, напротив, со самото вежбање се стимулира хормонот за раст, може само повеќе да се порасне, а денес се толку модифицирани тие справи што тешко може да дојде некоја повреда, збориме ако се вежба паметно и се, така да убаво е да почне, убаво е да влезе, убаво е да го осети, тоа ствара добри навики. Ние имаме девојчиња по 13-14 години во теретана и знам често да ги прашам, внимавате на исхрана како? Да, пред да дојме јадиме стек со ориз, навечер гледаме што јадиме. Тие на 13-14 годишна возраст веќе стварат некои навики и се договараат да дојдат пред теретана, па потоа да си одат, па си легнат порано, па да јадат здраво. Така тоа се навики што целиот живот може да ги прати. Така, паметно. Паметно. Добро, она што е актуелно, ајде да почнеме со актуелностите, она признание кое што го добивте од општината, клучот традиционално меѓу сите оние заслужни граѓани на општината, бевте и вие односно добивте клуч, што се смееме клучот делото. Не знам што од клучува, ама клуч добивте. Да се пошегуваме. Признание кое што верувам дека значи потикнува, нели? Па искрено ме изненади многу, не бевме во Дубај кога не се јавија за тоа признание и со Габи планиравме да останеме уште 4-5 дена во Дубај, но кога не се јавија навистина градоначалникот на Кисела вода Ворце Георгиевски и советот и сите оние што ни изгласале ни укажаа огромна чест и не ни беше убаво да останеме повеќе тама, знаејќи каква награда овде луѓето ни поделиле, а не бидеме присутни да подигнем. Затоа се вративме овде и навистина сум среќен што знаат да го препознаат сето ова што го работиме со години и години, бидејќи кај нас фитнес центарот веќе 18-19 години е во Кисела вода и таму имат поминато навистина безброј не само млади и постари, секакви генерации и навистина се грижиме и сакаме да работиме на подобрување на општото здравје кај луѓето, бидејќи знаеме дека фитнесот колку многу помага во сето тоа. Така да благодарен сум на сите од општина Кисела вода кои што ни ја дадоа оваа награда. Ова не е само еден потик плюс да работиме понатаму, ева да кажеме една мотивација плюс и за нашите надпреварувања кои што доаѓаат, така се осетив навистина убаво, гордо што на пример јас од Неготино успеале да го препознаат овде во Скопје во Кисела вода. Така да среќен, навистина сум среќен и имам освојувано многу награди, целиот свет
Ова ми е една од подрагите награди. Исто како во Неготино кога ми ја дадоа истата награда, исто го почувствував и тука, бидејќи сепак дома си имаме ние најголемата тежина. И кога некој дома тоа ќе го награди, навистина е посебно тоа. Така е. Габи, тебе ќе те вклучиме сега со Дубај Сега со моментов, Дубај но делот. кога веќе зборуваме за клучот, тие инсерти кои што ги имаме, таа фотографија, една фотографија нели од вас двајца од самото доделување на ова признание, еве, тој фамосен клуч за кој што зборуваме. Не кажувам што отклучувам. Не знам Не што кажуваме отклучувам, што види, отклучувам. пробај бравите, па кажи. Отклучили нешто. Ако е точно. од се, викај. Е, сега се селиме на Дубај. Да, и Габи, може малку да ни кажете, односно нели и Габи ќе ја вклучиме, но двајцата да ни кажете како се случи патувањето, како си поминавте, што издвоивте, што ве воодушеви малку патешествие. А ние можеме да видиме дел од риловите, кој што Бога ми предизвика големо внимание, Тоше некако веќе навлезен во инфлуенсерскиве води. Си знае да ги почасти нели сите оние кои што го следат и со интересни видеа, смешни видеа, нели досетки, но и со нели од онакаде што патувате и вашето секојдневие. Така што имаше рилови. Ми стои Дубај. Ти стои Дубај. Бога ми, па и на нас би не стоел. А, Габи? Нема на кого не му стои да Дубај. Затоа што е Пуштете малку да преубаво се- место и со од цел свет, значи целиот тој луксус го ставиле таму. Зошто баш сега и зошто баш Дубај? Па не зошто баш сега, нели почнаа старите да се доискористуваат старите одмори, треба не одиме никаде, се спремаме, па ајде, па да одиме ваму таму и као беше за 5 минути, а да одиме Дубај. И така, за ден-два сето тоа го решивме, смештај авионски, прво авионски карти, па смештај. И така, се додека ние отидовме да видиме како е, што е, значи, верувате, затоа што сме биле на исто така на доста убави локации и самиот Дубај многу искрено мене ме потсети на нешто слично како Мајами, работи од Лас Вегас, значи едноставно уживаш сите тие места што ги посетив, значи пошто бевме така на по луксузни места, по убави хотели и сето тоа едноставно тој видик и тоа што го видовме останува и баш кога требаше да се вратим реков и сега после ова што го видов ништо нема да ми биде интересно на крај, така да преубаво доживување, така да секој кој може да отиде искрено сакувам да може да го види тоа. Тоше и многу македонци има таму. Успешни македонци. Да, многу успешни македонци. Најпрво местото, прво нешто што ќе забележиш е дека е премногу чисто. Премногу се, значи таква хигиена не ја видено нигде на светот. Второ нешто ќе забележиш дека е премногу безбедно тоа место. Ние на пример додека бевме таму апартманот никогаш не го заклучувавме, што на друго место тешко може да се случи. Кај да отидеш со осеќај навиштена безбедно, секој почитува сообраќајни знаци и сообраќајната култура на едно високо ниво, бидејќи само телефона кој држиш во раката, веднаш ти стигнува порака, 100 евра казна, кога возиш побрзо ти стигнува порака, така цело време ќе стигнуваат Мене пораки. недела дена ќе ми треба да се адаптирам прво на животот, нели? Со први 2-3 пораки се адаптираш. 15 пораки ќе стигнат. 2-3 пораки и готов си. Најпрво тоа И се враќаш, немам више за Дубај. Навистина тоа е совршенство направено, а имаме доста македонци успешни и навистина сретнав таму другари од Неготино, некои кои што ги нема видено повеќе од 25 години, а таму се веќе тие 25 години и навистина се многу успешни во тоа што го работат, тебе да ги поздравам, сите се надевам дека не гледат и се дружевме таму, навистина се успешни и како бизнисмени, и како луѓе и таму ми беше преубаво затоа што со секој еден што се сретнав, ама буквално со секој, дали е македонец, дали е србин, дали е од Индија, само за бизнис се разговара. Ништо друго. Таму не постои политика, нема оговарање, нема ништо, туку кој што направил, кој што планира да прави. Навистина е земја на можности. Има луѓе со екстремно многу пари кои што се таму и навистина може да се отворат многу врати. Ја мислам и се пронаоѓаме таму, дори размислуваме и по неколку месеци од годината да одиме да живееме таму, бидејќи навистина прво зимно време додека овде е ладно, сето тоа таму е топло и убаво. Втори има многу простор за работа, посебно фитнесот таму е во голема експанзија. Не постои зграда, не постои вила, да не постои фитнес центар. Тоа го нема. Фитнес тренери имаат сите, бидејќи има луѓе таму со многу пари што навистина може да се го пушта тоа персонални. Така да
размислуваме на таа тема веќе. Таму почнавме и некој наш проект, имавме и состанок со некои луѓе од Индија кои што веќе работат на големи проекти, кои што сакаме да започнеме заедно некоја апликација за Саудиска Арабија, така што почнавме веќе на таа тема да размислуваме и да работиме. Така да мислам дека да се доведат на тоа. Мислам дека ќе биде една успешна приказна, бидејќи кога гледам колку наши луѓе успешни има, јас се гордеам со нив. Имаме од Неготино и од Скопје заедно двајца дечки имаат отворена кафана во сред Дубај. Македонска кафана, Мерак се вика, со македонски специјалитети. Стварно? Да, предобро јадење, музика наша македонска цело време константно, и во Holiday Inn, во најголемиот хотел, значи најлуксузното место му имаме кафаната. И навистина е гордост кога ќе отидеш во Дубај, и едниот од собствениците беше од Неготино исто. Малку помалку од мене се најдовме и со него таму, кога ме види баш се изненади онака пријатно. Така да навистина преубаво. Отидовме право на македонска музика. Имаме многу менаџери. Многу менаџери имаме кои што се во најдобрите плажи таму во Дубај, кај што многу тешко можеш да резервираш. Не збориме за колку е скапо, толку тешко е да направиш резервација. Еве Алекс да го спомнам, кој што таму веќе 8,5 години менаџер на Ники Бич, едната од најубавите плажи во Дубај. Тоа се големи успеси за луѓе од Македонија на такви видни позиции. Така му треба стварно да бива, нема врски подврски. Купуваат вили, знам двајца другари кои што разговаравме, купуваат сега вила, ја реновираат, пак препродават. Да, има некоја експанзија и со купување станови, па продажба во градба, нешто. Бидејќи оде се во кеш, нема сметки, нема некои даноци и луѓе од цел свет кои што имаат многу пари инвестираат таму, купуваат таму. Така да голема експанзија. Што ви остане најголем впечаток, да речеме? Еве вака бев во Дубај, ова ме воодушеви највише. Луксузот. Едно нешто. Па хотелот кој што бевме Атлантис. Навистина тоа е нешто што еден од најлуксузните хотели во светот. Што имаше во хотелот? Па што немаше прашањето? Што немаше во хотелот? Што немаше? На Риловиве го има. Да, на Риловите го има, навистина е ултра луксус и например на горните спратови кои што има. Кошулата кај што имаш, тоа е во хотелот? Не, кошулата кај што имаме во Ники Бич, кај што е македонецот менаџер, а заедно со него бевме во Атлантис, кај што например над 10.000 евра ти кошта една резервација например за тие што се таму, да. Така да. Ако си гостин на хотелот. И тоа не можеш да резервираш. 10.000 евра резервација за што? Па за околу 8 часа. Додека си таму. Преку ден. Да си резервираш во хотелот 8 Не, лежалка да се резервираш, но тоа се една? Две кафења ти следува. Две лежалки. Две кафења и малку овошје. И овошје. 10.000 евра. И лубенице едно парче. Паднам од стол. Ма како да паднеш каде, па ти го Не, тоа за нас се чува, за нив. Еве вака, ова го зимаш и за 10.000 евра едно лубенице ќе ти дадат. Тоа е. Па не, имаше градска плажа, например, без пари, што имаше некои многу поевтини ресори. Сега збориме што е навистина нешто луксус и кој што ние кога бевме таму имаше неколку фудбалери кои што беа од англиско првенство, кои што навистина се ултра богати таму. И за нив тоа не е ништо, не. Така да 10 денари. Исто и ние се чудевме порно кога гледавме, бевме еднаш на Ибица и се чудевме колку кошта тие се париња. Но после една вечер го видовме, таму беше Меси, Суарес, цела екипа на Барселона. Викам, што се чудеме, додека троши, тој зима пута 100, така да има луѓе екстремно богати таму. Но убаво е, сега ние не плативме толку, имаме луѓе таму што ни помогна сето тоа да може да го видиме сето тоа таму, но убаво е човек да го доживее, да го види. Сепак излегуваш цела Палма, она што е најнова, ти ја гледаш пред тебе, тие базени, тој луксус, услуга цело време имаш за тебе. Навистина е преубаво. Сега јадењето ти носат трошки, нели? Ние не сме научени на тоа. Да. Трошки. Замисли, толкав човек и доаѓа ова со ванилица. Повеќе на китено така уредено. Да. Па добро, тањерот е убаво, богато уреден, внатре ништо. За само 10.000 евра. И за само 10.000 евра. 8 часа. Добра, ама до тебе ќе биде Меси, ќе биде... Да. Буквално сите таму, овие Девид Бекам, сите имат вили, Викторија, Роберто Карлос. Викторија, ако е Па валјда заедно се. Заедно се, да. Што се мешат? Го кажам Девид, може Викторија, се останала у Лондон, но сека дош. Така да, они скоро цел свет има таму апартмани или нешто за живење. Браво. Добро, убаво е да се види. Да се вратиме во реалноста. Емисијата. Ајде малку кој сум јас. Не сме играле со нив кој сум јас, па после ќе видиме колку време ќе имаме и за останатите. Габи, не знам дали го смисли.
Габи требаше да го смислиш. Го смислив, го Ето смислив. така. Чиво е Добро, моја Габи. Ја да угаснам Да, да да. превју. Не, наопаку, значи на очарите така, не очилата на вака Габи. Вака пишуваш за очилата да ги стави. Да може да ги Обратно. ставите Да, обратно. Не, Обратно. Вака, Габи. Габи. На чело треба да. Е, така. така. Добро. Ето. Значи не гледај Тоше. Не гледам. Габи пиши, па после Тоше ќе пише нешто што треба да ти смисли на тебе, за да можете да победите во нашата игра Кој сум јас. Добро, доволно е, се чита, се знае Добро. кој е. Ова мора, значи. Добро, Добро. скри сега, само Тоше да Скри го го само да наопаку стави го. запише. Ете, така. Тоше можеш да се Тоше, свртиш да земи земаш го ова фломастерот. фломастерот и пиши за Габи. Пиши за Габи. Габи, не гледај сега, ти. Габи на очарите стај ги, пробај ги види овие што не се гледаат. Тоше ти сакаш да ги ставиш, таман можевме со на очарите. Да. На крај за одјава. Добро. Леле, ако е ништо. Леле, да. Нешто. Интересно. Добро, сега да не види и може да Ајде. така, Габи, Габи. стави ги овие. Ето така, Така. ето да, браво. Тоше, значи, Браво. Ставај. профи. Јасно ви е, прашувате, можете Јасно. како сакате напоредно, сакате прво едниот по другиот, со да и со не. За да не ви се пушти некој зборче плюс, ќе ги воведеме табличките. Значи, Имај табличка. ти прашуваш, Габи одговара или со да или со не. И обратно. Камера, видовте, уловивте, така? Машко или Добро. дали е машко? Габи со табличката. Не, твоето со вака, што му Дај, ти имаш опачка, и дај, да, не? да. Добро. Да. Дали пее? Не. Дали е Приватно не глумец? знам. Дали е глумец? Дали вежба? А па вој неизвестност го става. И глумец и вежба. Берок? И јавите ставил берок. Кој те што вежба? Ајде да. Американец е? Не знам. Не знам да не, Не знам. американец. Може по потекло да не е. Така е. По потекло не. Дај не. По потекло не е, а иначе во Америка да. Во акциони филмови глуми? Знаеш да, така? И која? Бил да. Од брзи и бесни овој да не. Не. Ето што знаеш сигурно. Арнолд? Така е. Браво. Ајде Габи сега. Добро. Сега. За тоа се можеш и да предпоставиш 3-4 лика кои што може да ги напишеш, нели за да. Се ајде да видиме Габи. Пее. Не. А може да и пее, А може и приватно. пее. Малку. Али играј. Игра. Играј. Тука од Македонија или? Не. Вежба нешто? Човек или животно? Човек. Сега как да ти одговорам Па за да не, не човек или животно? па не, па Човек. човек. Машко, женско. Чеки, машко. Аха. Машко. Машко човек. Машко човек. С 4 нас. Не е пејач. Не е пејач. Глум. Постаре. Не. Постар. Да, да, да. Море го имаш и во филм. Што збориш? Да, ќе ти кажам сега. Да, не го има во филмот. имаш. Да. Ама не е глумец. Не е. Не, Од Друго. пуста Чеки, прво не желба. баш, а од не од тука рече. Не, не, така. не. од многу далеко. Го знам вака јас. Сите го знаат. Се запозна. Ти го знаеш, он не те знае. Не мора да го знае, дошто јас да го знам. Ти го знаеш иначе. Нема, секој Малку вака тежак. тешко ми И имам ствара. книга читана од него. Рубин Шар, Не, книга. да. Па една Посериозен ли така. е книга на јака позиција. на спортска облека нешто е, на спортска. Не, врска нема со спорт. Не, Не, на ја. јака позиција, многу јака. Ептања. У многу голема земја најак. Кој може Кој на на најјака земја, кој е најјака позиција?
Ај многу актуелен сега. Секогаш. На сите вести, по сите портали. Кој? Кажи. Трамп. Трамп, така е. До душа рековме политичари не, ама ајде ако кажав ке... Ама наши не. Па наши не, она кога ќе прашува, ќе треба да стигне до политичар. Да, ама секогаш потешко така. Секога, да, стварно га би секогаш потешко. И во кој А иначе во сам дома. Само не Стварно? знам во кој дел беше, во вториот мислам. Во хотелот, во вториот дел, во хотелот во Њу Јорк кога е Кевин. Во хотелот во ходникот, па нормално кај би можел да биде во луксузниот хотел. Така, ама млад, не си го познала. Не, Ама фризурата е таа. така е. Тоа е тоа. Добро, имаме време сега за оние забавни прашања кои што Ајде. сакаме со ката од секојдневен живот, нели? Па верувам ќе има интересни ситуации. Што најмногу цените кај другите луѓе, Тоше Габи? Искреност. Исто Само јас толку. мислев тоа да кажеш. Искреност. Да. Добро. Добро, најголема слабост, Баш. Наша? секој за себе. Ладното. Што ладното, не како Како карактер. време, Општо што ми смета. А, добро. Да. не функционираш на ладно. Па не баш. Се мача. Ја тоа што сум премногу емоционална, така што знам така да си. Што ме не гледаш? Па не. Па добро, убаво е да си олесни. А се обидуваш да го надминеш тоа, да направиш нешто да не си толку многу? Не, тоа е во ретки нели исклучителни Да, ситуации, ама знаеш, знам ако нешто нели дојде да речам нема и тоа И појако тоа од мене, појако да. од тебе и почнуваш. Ај, ова прашање ќе, на што плачете? Што знае да ве расплаче одма? И па може да ве најодма, расплаче? па ете поврзано со фамилијата, на пример, со добро, деца, да. нешто, Сега. ако е Да, нешто така ако е емоционално така. ќе го доживувам. А вон фамилијата нешто да Мене речеме, може филм, нешто сречно, нешто убаво, некој например во спорт ако победи. Так, да. Некој Ти например знаеш да се спортски расплачеш од предизвик, среќа. па ако фамилија деца тука нешто покажат како со него се радуваат. Така. Ја вчера баш ова што гледавме синоќа. Вчера гледавме UFC и оној што победи баш детенство му го качија горе, така Така и некоја гласот после. ми затрепери, да, знаеш, слика, зборавме да. двајцата, ете така убави моменти, значи не нешто лошо, али така Така. знаа така емоции да ми дојдат. Добро. Убаво. добро. Кој е најважниот квалитет што го барате кај пријателите? Квалитет. Што да имаат? Па ништо тоа што го спомнавме, само да бидеме искрени Да бидеме еден со искрени? друг, да. Друго нешто да очекуваме. Еден пријател еднаш кажа од луѓето секогаш очекувај го најлошото да го добиеш најдоброто, така да можеби тоа Во мото не право е. воде. Сигурно е право. Што да бидат Габи? Па едноставно, знаеш како, кога ќе седнеш со некој така да имаш убав муабет, да нема некое сега да кажам во денешно време Завист? да нема премногу Озборување. оговарање, такви работи, оно да седнеш и така убав Убав му. лаички муабет да си имаш, значи општо. Така Така, е, да за се. убави работи, така Така да можеш е. да си кажеш и Тоа се позна веднаш кога ќе почнеш Така разговор е. со некој, дали Да. ти е убаво, дали не те го чувствуваш. Да тоа не е е нешто странно, со така сила, се да. што е со сила е кратко. Што би работеле да некој работите ова сега? А да не е поврзано со ова сега? Со Со тоа што би спорт, работел? Со вежбање, фитнес, со вежбање, со... Што би работел? Што би било некоја работа која што би ја работел? Јас сигурно обезбедување. Обезбедување? Па добро, и тоа го работеш. А нешто трето, ај? Нешто трето? Да извадиме нешто ново. Па како психолог би работел. Психолог. Браво. Добро. Габи си размислувала? па ете може пошто јас имам завршено клиничко. Леле да не кажеш нешто. Заедно, Одма ти го Заедно. Заедно ќе отворите психолошка ординација за... Па со мене. Ако аз ме кај работиш, да, никако не можеш да се одвоите. така ти е пишано. А што например не можете да го направите, односно што е оно што не ви оди од рака? Аха, зашто не ве било? Мене не е било, например, за компјутери такви работи. Мене не е било за англиски. Дори еднаш пробав одев и на курс приватен, кај што одев само со учителката учев. И едно време учителката почна да се разочарува, ама стварно. И он мислеше дека до неизе. И кажав учителка, викам, не би тажна. Не е до вас, учителка. Ова глава не прифаќа ништо. Англиски тешко. Габи? Слушај, па сега еве ги апликациите излегуваат за Да, имам, разбирање. мобилно ќе ја така. преведам Немаш све. проблем, Да. не мораш ни да учиш. Да. Очекувам. Зашто не те бива? Зашто не ми бива?
Пеја вака, кога треба да дојдем во емисија, значи на почеток, како и иначе ме прикати, што ти е сега. Така, значи работи, прво ги доживувам. Што јавен настап. Да, јавен настап така. Или у позадина може се да си кажеме вака. Значи, скроз контра од тебе, Габи. Ние сме многу различни. Да. Габи, пуста да се спрема 3 дена за гостување во телевизија. Ја толку стрес. Не остај. Стрес не го доживувам. Ама то, ја така ја доживувам, на толку стрес, да 3 дена пред и 3 дена после си доаѓа на тебе. Дома шеќер и вода сега. Лета баште. Кој е вашиот најдраг спомен од детството? Па моите родители и моите другари од детството. Дефинитивно. И најубавите денови поминати во животот, што нема никаш да изабораваме. Истото, тоа, значи... Подењето на школа, да, порано, па подруго беше. Дружбата беше поинаква за разлика од сега, значи... Така. Имаше детство. Детство, значи детство, надвор, игрењето беше поразлично од сега што нема играње, значи така да... Тие работи. Ние поубаво си играме од нас. Да. Подобро беше. Вика, искушение на кое што не можете да му одолеете. Јас на благо, но се борам со тоа. И сега кога се подготвуваш, како се бориш, Тоше? Па јак во главата. Во психите. Знам некогаш да станам во 3-4, да отворам фриждери, да затворам, да се напијам воички, да се качам горе. И да отвори нема ништо. Да, и сега е таков период, нема ништо, да нема ништо дома. Да, па најдобро да нема ништо, иначе ако има нешто ќе посегнеш на вистина. Проблем. Колку и да си јак и психички и ментално секој сепак си жив човек и доаѓа моменти каде што тоа може да те надвладе. Така да некогаш ми се случувало порано да каснам нешто благо, но утре ден ако треба 1 час, 3 часа одев на водно. Да го потрошам тоа. Да се казнам самиот, што се погреши. Да би има нешто? Па да, јас знам, да, исто така, се пак ќе кажа, ама значи благо така и секој нормално сака. Јас знам да кажам многу пати на работа кога сум, дека ми се јаде неко одредено благо и, например, знам утрето да однесам, јас нема да јадам, на сите да подавам и исто ми е ко да јас сум јадела. Ко да си къснала. Да. Така да, такви некои работи. Можеш да одолееш другите да јадат и да не кажеш? Нема да јадам, не јадам. Мислам, сведоци се сите таму, што ми се, нели, колешките, да. Браво. Така да не. Тие работи не. И често случаи на роден ден и на свадба да одиме со нас да си носим ние во пластични. И сега е сега си дојде. Си донесе. Чека идете на свадба и што си правите пластично, во што носите? Па си носим пилешко и што имаме за јадење, зависи како ни е. Што е наред. Да, затоа што не можеш да знаеш што ќе биде порцијата, така. Па не знам што ќе биде, не знам ни колку ќе биде, не знам ни како е спремено, например. Краставички си порачуваме, значи со овака. Краставички не сигурно, да, без да. Ќе се служи вечера и ете го. Вечера. Класичното. Кокошка, петел. Гокубе. Го спрема ковар. Габи компри лупе. Се тоа додека невестата оди пак ни накаде. Кокошката ја прате. Трчаш по неја и ја бркаш. Добро. Што има некој? Ај, кога сме некако ни обележа емисијата патувањето, нели, Дубај и вашите патувања. Најубаво патување до сега и нешто што би го препорачале на сите. И нешто што ви оставило најголем впечаток. Ако е тоа Дубај, нека не биде Дубај, пошто многу го зборуваме. Па ако не, Дубај, Лас Вегас навистина е град кој што како да си на друга планета. За оние кои што сакаат малку забава, кои што сакаат да видат нешто подруго, Лас Вегас е навистина едно место кое што нуди премногу. Исто тука е близко Калифорнија, Лос Анџелес. Например, ние што вежбаме, ја посетивме едно од најстарите теретани што е во Америка, на Венус Бич Голд Джим, кој што Арнолд Шварценегер кога отишол во Америка почнал да вежба и се уште дел од тие справи се уште стојат таму. Така навистина има премногу убави места. Америка е земја која што навистина американците знаат сето тоа да го направат, да го одржават и да си го наплатат сето тоа. Од еден канјон во Лас Вегас, од едни камења, пари прават. Така да Америка е навистина земја, сега да не ги спомням Мајами и Порто Рико и сите тие прекрасни места што се секоја земја си има некоја своја убави. Например, секој човек се пронаоѓа во нешто, некој сака архитектура, постара градби, постари, некој сака луксус, некој
кои што ние природа, се доживуваме, повеќе се пронаѓаме во тој, ајде да кажам, некој луксус, убаво ми е таму, например, да гледам нешто не секојдневно, мада и во Рим кога ќе отидеме во Колосеум, кога ќе влеземе, некои други чувства будат во тебе. Така да се си има некоја своја убавина. Али убаво е човек да прошта, веќе мислам дека тоа е единственото нешто што за секојаш останува во нашите сеќавања. Посебно тие убави моменти нема никогаш да ги заборавиме. Гавин, само не смееш Мајами Нема, не го кажува исто. Ќе рече исто. Ќе кажам, значи, место кај што не сме били, ама во Италија, значи, таму сакала да одиме, значи, да го видиме тоа место, да знаеш. Гледаш, имате следно патување. Индиректно се каде треба да отидеме. Така, и да може и тоа место да го видиме, и така да имаме исто убави спомени и убави сеќавања. И кажи ми, продолжуваат тренинзите кога сте кај да сте? Вака, кога стигнавме сега во Дубај, прво нешто што направивме, не пречека другари, не однесе во супермаркет. Купивме за 10 дена се што им треба. 10 кила стек, 5 кила риба, 100 јајца, 2 кила ориз, зелено јаболко, маслиново масло, све што ни треба, точно само тоа што треба да јадиме. Си обезбедивме храна, Габи станува сабајле, готве за цел ден, го пакуваме во оброци и за цел ден е обезбеден тоа што е. Аха. А со вежбање? Исто, вежбање секој ден во 6:15 правевме кардио, доле во зграјата имавме теретана големо, а навечер правевме тежински тренинзи. Така да рутините останува и секогаш се исти, кај да одим. Кога одиме на одмор, прво гледам дали има теретана. Тоа ми е прво нешто. Второ, дали има кујна и после гледаме натаму се други работи. Габи, само тебе не те вклучивме при ескавове муабето. Значи сите тројца ќе одите така на ова големото надпреварување. Ти како мајка и како сопруга, што те ти најмногу изгледа ќе чувствуваш се и во однос на него и во однос на ќерката, претпоставувам како мајка и како не знам како сопруга. Знаете како, затоа што јас претходно додека јас не се спремам, не бев вклучена во ова, воопшто немав проблем. Проблем беше додека да се навикнам на сите тие подготовки, спремања и одредени работи што ги правел, така да кога почнав јас да се спремам, нормално, малку е тешко, затоа што сепак ја 8 часа сум на работа. Така да искрено не ме плаши се тоа, не осеќам притисок у смисла некојаш си неодморен, тренинзи, диети, такви работи, истоштеност. Тука е малиот проблем и периодов затоа што лани имав повреда на рамото и минував низ тежок период, опоравок и така уште сум. Искрено ми беше претходно периодов како дали ќе можам да одговориш на предизвикот, затоа што тоа ни беше желба од лани, за да може да го заедно сето тоа барем успешно како фамилија да го финишираме, нели? Така да ова веќе кога се среди рамото се бива. Другото не ме плаши. Она се премногу емотивно. Кога бев на мистер Олимпија, бише она знаеше колку го посакувам тој медал, наистина премногу. И излезе она во две категории пред мене и успеа во двете категории да влезе во финали и да земе медал. И доаѓа на такмичењето, едниот медал ми го дава на мене. Ја викам, не е мој, тоа е твој медал, твоја заслуга. И вечерта кога успеав да влезам во финали и да зема медал, она почна да плаче на цел глас, буквално цела публика се сврта во неј и се гледаше. Сите те емоции што беа собрани претходно, ајде да кажам и години, тогаш изгледа од мене. Чувствата навидели на што викаме. И само што нешто суеверни сте? Само толку. Пред надпревар нешто правиш? Јас сум голем верник и секогаш верувам во нешто поголемо. Добро, ама не знам, со десна влегувам, нешто такво имаш? Знам да се прекрстам, знам да се помолам, тоа ми е. Тоа ми се некои ритуали, исто така и навечер и наутро и кога легнувам, така да едноставно сум благодарен за се ова што ги има околу мене. Така, Габи, кратко, советно? Па немам никој така одреден. Немаш никаков ритуал. Пробивме, за реклами. Ајде. Се заборавме. Како е уште прашање? Знам, сега видов. И имаме време само да си кажеме чао. И фала, благодариме за одвоеното време. Ви посакувам уште многу успеси, многу убави патешествија и патувања. Во август, значи кога ќе имаме први 30-31 август. 30-31, значи знаеме што ќе биде. Готово. Во септември, значи со резултати. Ракаме срика. Фала и поздрав до вашите гледачи
и навистина многу брзо поминува време. Така. Лета. Кога имаш добри гости, брзо добри поминува домаќини. времето. Така Добро, е, добро да не фала се ви. Добри фалиме. камермани. Ма се До добро. камерманите уствари е така лета времето. Окей. Гледаме и утра, три Чао. джентлмени са гости. Чао, чао.